Почитувани гледачи и почитувани земјоделски производители, добро ни дојдовте во новото издание на Агроспектар, ваша редовна емисија што ја подготвуваме и емитуваме на програмата на КТВ со цел квалитетно земјоделско производство, едукација и информација. Тоа е најважното за да се добие и здрава храна, нетоксифицирана за добро здравје на сите кои што ја консумираат. Кога сме кај земјоделството, можеме да кажеме дека и оваа година почнува стихијски. Не се знае колку грозје, колку род ќе биде откупено од визбите, бидејќи лозарите веќе ја почнаа производната сезона со резидбата на виновата лоза, меѓутоа е се непознато дали и колку род треба да се добие од лозовите насади, бидејќи визбите не се изјаснуваат на почетокот на сезоната која количина е таа што ќе се купи, а далеко од тоа и се уште по која цена ќе се откупува. Како и да е, во сите сфери од земјоделскиот сектор во државата влада е тотален хаос, секој произведува што сака, колку сака и на крајот сепак за непознат купувач. Времето исто така не е на страна на земјоделството, повторно имаме температури кои што ја разбудуваат вегетацијата, а тоа значи дека и оваа година на повидок е сериозна штета во овоштарството пред се, со оглед на тоа дека вегетацијата веќе е тргната, а повторно има најави за заладување и минусни температури. Впрочем, тоа го видовме и во изминатите години, кога пролетните мразови го берат родот многу пред време. Започнува Агроспектар, со нас е професор доктор Исто Вучков. Добро ни дојдовте. Добро ве најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. И јас на секој ваш таков краток осврт велам вистината во права смисла на состојбите во кои се наоѓа таа наша држава, тој наш аграр и под кои временски услови. Ние сме со 12-тиот ден од февруар месец, со ден се по-долг кој е над 10 часа, и јас сега доаѓајќи према Кавадарци, од Валандовскиот регион на овдека, видов бадамот веќе расцветал, значи сокодвижењето е почнато. Кај овие сензибилни видови, како што се баграмот, бадамот, кајсијата, калинката, јапонското јаболко, некои рани сорти слива и така натаму, ние се соочуваме со еден тој тектонски дел на пореметено време, каде што исполнетата температурна сума подразбира почеток на сокодвижење. Ова, професор, се случува со години. Да. Државата плаќа обештетување на земјоделските производители, меѓутоа ни една институција која што е задолжена да го развива и унапредува земјоделството, досега во овие години во кои што се трпат штети од пролетните мразеви, не излезе со понуда и препорака до овоштарите што е тоа што треба да го посадат, да ги заменат постоечките насади. Зошто не се случува тоа? Значи ли дека тие луѓе бадила ја земаат платата? Тоа не се случува за тоа што во Република Македонија имаме апсолутно изгубен систем на вредности, а селекционерите кои треба да имаат значајно место во нашето општество за сорта јаболка, за сорта круша, за сорта вишња, цреша и така натаму, за градинарски култури. Селекцијата треба да биде во основа интродукција на сорти со покасно цветење, интродукција на сорти поотпорни на ниски температури, што ќе дадат одговор на овие временски промени. Ние во факултетите, ако ви кажам што имаме, селекцијата ја учевме уште во факултетот, селекционери ние буквално немаме. Имавме двајца Мусалевски во свое време, уште еден двајца. Ние буквално образованието е на просјачки стап. И баш гледам некои коментари дека Србија одвојува 8% од бруто доходот за наука и образование. Во Македонија или не се одвојува, или некои години има 1 или 2%
се одвојува за тоа. И тука ние буквално немаме никаков можен напредок, бидејќи младите луѓе, чим го видат западните земји, оние производители на семенски материјали, способно дете, тие го зимаат, го усовршуваат и го зимаат на работа кај нив. И тоа продуцира нови сорти и се, и тие на друг пазар. Да. А кај нас тоа е целосно запоставено. Гледајте сега, аграрот, без она основна национална програма за развој на аграрот, ние за 2-3 години, верувајте, бидејќи сум повеќе од 50 години во аграрот, ние ќе бидеме увозници на храна. Тоа ќе се случува домато од Албанија, пиперот Турција и така натаму. А сето тоа е резултат на инкорпорацијата на политиката и политичките партии. Нели гледате вие, Македонија е целосно блокирана со политики. Јас не сум слушнал, пред некое време рекоа ќе правиме стратегија за развој на државата за 40 година. Не прочитав еден пасос дека се размислува на аграрот, она нечестна приватизација која е направена од Црвенковски, што го уништи целосно агрокомбинатите, што требаше да ги трансформира, да истите работни луѓе се останаат и произведуваат по други принципи, тие напуштија земјата и ние сега имаме недостаток на работна рака. Еве, приватните луѓе сакат надличар да фатат, викат 2000 му давам, од 6 до 10 ќе дојде, у 11 саат сака да си оди. Значи, со еден збор, тоа што го рековте пред малку, нашиот просек на производител на храна е 58-59 години. Човек со 59 години е пред пензија. А младите луѓе, земајќи струмица, во аграрот. Да. И не да не сакаат да работат во аграрот. Тие ја напуштија државата, тие 74 села што ги имаме, кај што имавме млади брачни парови кои произведува по 300 тона храна една фамилија. Сега се во Швајцарија, сега се во Италија, сега се во Германија и вика немам намера да се вратам. Тоа е трагедија на нашето време, каде што нашите политиканти со розови наочари не го приметуваат тоа, не го гледаш каква престрелки имаат, за ништо, фактички. Наместо да ја гледат, да се сплотат, сите, и албанците, сите, да се направи една главна стратегија, што ќе се преточи од она Господ што ни го дал со сончеви денови, со типна почва и со се, да ние бидеме производители на еколошка храна за европскиот пазар. Да, тоа е мислена именка за сите тие што се 120 души што взимат по 3000 евро. Сонцето го потребуваме за производство на електрична енергија. Да. Земјоделските површини прераснаа во фотоволтаични централи. Тотално. Пазете колку безобзирно, а тоа го зборам веќе со години од осамостојувањето, наредбата да биде од траен карактер, да површина од прва класа земја, која може да раѓа за генерациите кои идат, не смее да биде трансформирана во никаков индустријски или градежен објект. Во Струмица, најубавите плодни површини, сите се трансформирани во градежно земјиште, во некои си погони откупни, во некои фабрики за паломи, а таму се произведуваше прас, се произведуваше зелка, се произведуваше домата, крставица. Тоа, пазете, трагично на вистинито е. Луѓето кои ги ние бираме во парламентот, таа влада која бираме ние како луѓе да не водат, не размислуваат за утре како државата ќе треба да обстои. Таа ќе обстои ако биде добар производител на храна. Ако ние, тој Патокас го чувавме, тој Киро Григоров кога дојде од Белград да го држеме, ние сега и да не сакаме, Европската заедница ќе не примаше, бидејќи ако бевме добро организирани комбинатите, произведувавме храна што ја произведувавме во свое време, верувајте дека
Европската заедница каже, не, Македонија ќе дојде во Европската заедница како добар производител на храна. А не со политиканти, па како мислеле бугарите, како мислеле грците, уопште тоа немаше да биде важно. Но тоа дојде у приоритет и сега гледаме препукување, шпионење, читање како отишла дрогата, преку што отишла дрогата, а земјоделецот страда. Наместо на стартот од годината. Еве, за 2 дена е Свети Трифун. Тука Кавадарци треба да има еден жив амбиент. Како ќе има жив амбиент кога вие во најавата рековте? Производителот произведува за непознат купувач. Непозната количина колку да произведе, по која цена и кога ќе го биде платен. Нема никаква. Свето Јановски тука е цар во Кавадарци. Има најголемата визба на Балканот и се диктираат сите цени. Точно така. И сега ние сакаме напредок во земјоделието. Тоа е трагедија кога политиката со нејзината инкорпорација, без разлика на партија, јас немам намера тука да дискутирам за тоа, но политиката на страна да се види стратешкиот развој на државата. По однос на образованието, по однос на земјоделието, по однос на оние сектори кои ја прават државата, кои стварат сигурност во граѓанинот. Стратегија за аграр немаме, меѓутоа и времето е некако без стратегија. Рековме во почетокот. Има ли долгорочната прогноза, оптимизам дека сепак ќе видиме снег оваа година и на пониските места, дека ќе застане ваквиот развој, бидејќи овие пролетни температури на вистина ќе создадат хаос? Од тој аспект, за разлика од минатата година, јас сум оптимист, бидејќи она што оваа недела пак го потврдив со некои званични податоци, скоро сите акумулации, ако вие минатата недела рековте дека вашата брана уште не е, но овие врнежи што доаѓаат до 22 март, ние ќе имаме заситеност на браната да може честно, не со крадење и со злоупотреба за струја и така натаму, да има за секој лозар и да не ги лажат луѓето од Белград и од другите најјаки реони кои имаат најквалитетно грозје. Сите партии, вика професоре, ни обеќаат дека ќе имаме и ние вода. Да, таму нема систем за наводнување, тоа немаат вода, немаат наводнување, носат со цистерни за да и пак да произведат грози. И ќе дојде на свето на визбата 18 дена на Смедеревката или ред други работи. Без она чувствителност и на факултетите. Факултетите има професори со лопата да ги ринеше. Не дојдоа ниту една година до стварната производна цена на килограм грозје. Колку за ѓубре, колку за обработка, колку за кроење, колку за берба и така натаму, прскање и така натаму. И сето тоа е манипулативен простор во која трговската сфера манипулира. А овие експертите од факултетите и институтите за лозарство не ги даваат тие работи, него вртат со некои информации од предвојната, наместо да кажат производителот мора да биде мотивиран и младиот да каже да, јас ќе произведувам грозје бидејќи добро ќе ми се плати. Наместо тоа се оди точно на ништење на лозарството, како што и градинарството кај нас. Да, речи се и нема гранка која што обстојува или се развива. Немаме, еве сега со оризо Оризопроизводителите се исто така во разочарани, голем дел од нив нема да произведуваат грозје. Јаболкарите во Преспа се исто така. Точно така. Значи, дозволата на народот што погрешно избира одредени поединци кои влегле во политиката исклучиво да се збогатат, а нивниот параван број еден е трговецот,
Бидејќи трговецот е директната ударна игла, зелката. Еве сега у Гевгелија. 5 денари откуп на зелка. Може да замислите. 5 денари од ценка до готов производ. Килограм зелка. Да, во продавница е Тоа е, повеќе. а во продавница 60 денари или 80 денари. Значи, тука имаме изгубен систем на вредности, имаме едно целосно безредие по однос на производството и млад човек, па он е целосно демотивиран, како ќе му кажеш, еве јас како професор по таа област викам, дојди во земјоделието со паметен пристап, може да бидеш добар производител на храна. Знаеш што ми вели? За кого? Одма прво прашање за кого? Ќе ја произведам, ќе дојде трговецот, И кога ќе ми се плати? И После 6 месеци, кога ќе му се, после за 6 година. месеца или година ќе му се плати. Со еден збор, ние, освен што ја немаме стратегијата, немаме луѓе, еве јас искрен сум, од осамостојувањето, не говорам за сега, за сегашните и претходници. Да, ваквото пропаѓање е процес кој трае веќе повеќе од 3 децении. Тоа е процес што обезглавено давање на решение кој од мајка роден тој што првокласна земја може да ја даде за градежен објект. Па тоа во бивша Југославија одеа во затвор луѓето. Сега, покрај населените места, индустријски зони, најквалитетните површини, подигнат барака, подигнал хотел, подигнал фабрика за паломи, што реков преска, подигнал се нешто кое нема ништо заедничко со првокласната земја. Сите А овие тоа оди работи- на 6-та класа земја се градат тие. Тоа го зборам од причина, бидејќи некои што наш не гледат кажат професора што сака да не се развива индустријата. Не. Ние може да имаме квалитетни, високо квалитетни индустријски зони. Некој што сака да финансира Да. сега 4 организации ќе дојдат да финансира во Македонија. Ќе им се дадат најдобрите површини, ќе им се дадат бенефит, ќе им се даде субвенција и ред други глупости. Па тоа оди на 6-та класа земја која е непрофитабилна И не може да се и произведува не може да се храна. произведува храната. Додека аграрот пропаѓа, фитофармацијата е добра, напредува, таму се следат многу трендови, се добиваат квалитетни средства за заштита, за прехрана. Морам да ви кажам, тука сте тотално во право, токму сега во оваа емисија ќе го дадеме фитосеифот. Знам за кавадарци што значи грозјето кога е пред берба, да дојде подло доаѓа пепелницата, која остварува инфекција на младото зрно и тоа младо зрно пука. Со пукањето веќе гроз не бива, ни пак зрно. А пукањето е пак една влезна врата за ботритисот. Значи, за пепелницата и ботритисот имаме еден нов препарат, тоа е фитосейф се вика, кој на вистина стручно применет, а нема токсични творби, нема, како да кажам, има само адути кои ја ствараат отпорноста на самото растение, значи имунолошкиот систем, ту на самата кожа, самиот епидермален дел. Тука може да се постигнат добри резултати. Но, младиот земјоделски производител, што сака да остане на тоа, он е бомбардиран не само од трговецот, што сака да му го купи производството. Аптеките, комерцијалните резултати ги остваруваат врз основа незнаењето на земјоделскиот производител. И гледам, тој тоа применил, тој тоа. Здал многу пари, а нема ефикасна заштита. Така. Значи, науката, струката и науката немаат место во ова наша држава да производителот произведе квалитетно, према стандардите европски, произведе со стандардите кои ги бара европскиот пазар и по добра цена
од кое нешто производителот ќе каже да, јас ќе останам во земјоделието, бидејќи имам подкрепа стручна, имам квалитетна сорта која е барана на европскиот пазар и ги имам сите оние припомошти од стручно-практичен аспект за добивање на нетоксифицирано производство, квалитетно производство, здраво производство кое ќе биде интересно. Токму тоа го имаме во оној Да го погледнеме прилогот, па ќе се вратиме со завршните зборови во емисијата. Во овие наши емисии секогаш се трудиме да градиме нешто ново, кое е навистина интересантно и импозантно би рекол за тоа земјоделско производство. И добра работа е што тие новини од фитофармацијата се точно во една насока на една заштита на човековото здравје. Сите средства на основ на органски принципи, органски активни материи и така натаму, секогаш мора да ги поздравиме како новост на фитофармацијата во позитивна насока за детоксификацијата во земјоделското производство. Што за жал уште од тие канџи не можеме лесно да се ослободиме, бидејќи фитофармацијата во поранешните времења точно одеше со тие активни материи кои се токсични, а покасно се утврдува дека имаат и штетно делување по здравјето кај луѓето, појавувајќи се на некој голем процент на канцерозни оболувања и други штетни делувања по здравјето кај луѓето и загрозување на животната средина. Денес ќе кажеме нешто повеќе за една навистина голема новост. Тоа е фитосеј. Тоа е навистина новост со една позитивна импресија сакаме да ја образложиме точно за овој период кога асталските сорти се веќе пред берба, каде што на каренцата мора да се размислува, каде што ботритисот при зголемување на шекерноста кај виновата лоза и кај другите култури, при зрење на доматите и така натаму, ботритисот може да биде и како секундарен патоген, голема опасност по самото производство. Фитосејфот, како новост, мора да кажем уште на самиот почеток, како новост по чисти органски принципи, бидејќи нема тука никаква негативна хемија, која може да биде проблем при бербата на грозето, дека има резидуи од некои пестициди, од незапазување на каренцата. Значи, фитосејфот представува еден фантастичен контролор на сивото гниење, Botrytis и на пепелницата од фамилијата на унцинулата. Што всушност сакаме да кажеме со оваа новост, како да ја презентираме, како да ја на еден начин уедноставиме да биде разбирлива за лозарот, па и за делот стручњаците, колегите агрономи, кои на теренот итекако бараат такво нешто. Фактички фитосејфот и производот добиен, тоа представува една молекула точно за една природна одбрана на растенијата против болестите, како што се сивото гниење и пепелницата, значи го активира и стимулира одбранбениот систем, тој имунолошки систем на растенијето. Тоа е една важна работа, што еве тука фитофармацевтите со физиолозите
има дојдено до нас суштина да се активира да се стимулира тој одбранбен имунолошки дел на растенијето. Односно, активирање на гените одговорни за зајакнување на клеточниот зид, каде што патогените, како што се пепелницата и ботритисот, не можат да остварат инфекција. Благодарение на зајакнетиот одбранбен, односно имунолошки дел од растенијата. Тоа е еден пронајдок. Фактички, со неговото аплицирање, тој на еден начин минимизира и забавува она суштинска инфективна агресија која ја прави ботритисот како секундарен патоген и пепелницата. Тие со нејзиното синхронизирано делување, бидејќи тука ботритисот доаѓа на гости кај пепелницата. Пепелницата таа која со инфективниот процес ја некротизира она епидермална зона на љушпата, на самото зрно, и така некротизирана при порастот на меристемските клетки од на самото зрно доаѓа до пукање, бидејќи тие инфективни клетки немаат моќ ја имаат изгубено меристемската моќ на делба и тука веќе доаѓа до пукање на зрното. И како такво нешто доаѓа ботритисот и почнува тој процес. Тука е она суштина на фитосејфот, каде што сето тоа тој го оневозможува и тука имаме навистина оне ефект, бидејќи со едно стимулативно действување со фитосејфот се постигнува ефект кој ја зголемува силата на самата епидермална зона на зрното. Она имунолошка основна одбранбена акција која е точно фитосејфот обусловува и тука се постигнува навистина фантастичен резултат. Фитосејфот. Ние сега кога збориме за лозарите во Кавадаречко, Неготинскиот, Велешкиот регион, Свети Николскиот и така натаму. Во тој период прскани, каде што имаме градобитни овие зони, фитосејфот со тоа стимулирачко делување, со таа една одбранбена имунолошка јачина која дава, настануваат оние брзи рехабилитации на растенијето. Ние минатата недела зборавме за биостимулаторите и за се. Но тука навистина фитосејфот постигнува фантастични резултати токму во тој период. И кога збориме за виновата лоза, мора да кажеме дека онаа пукање на доматите што се случува, оние други деформации кај други култури, дали тоа било кај доматите, кај пиперките, кај модриот патлиџан, кај дините, кај краставиците, лубеницата, кај корнишоните, сето тоа навистина со фитосејфот се постигнува фантастичен резултат со доза применета со само 2,5 до 3 литри по хектар. Се постига еден фантастичен резултат. Сега, тука, во овој период на пораст, трансформација на киселините во шекери, во периодот на зрење и предзрење, тука може слободно, бидејќи е компатибилен со сите средства. Тој може да се примени во секој од прскањата и 7 до 10 дена во тој период од почетокот на зрење до бербата може слободно да го даде оној фантастичен ефект кој се од него и очекува. Што е значајно да спомнеме за фитосејфот како една навистина голема новост,
која дава една неверојатна позитивна насока кон земјоделското производство по однос на квалитативниот аспект и, што е најважно, квантитативниот големен принос, квалитетно производство и без резидуи, бидејќи се работи за органско производство. Што ќе кажеме за фитосейфот? Во европските сите тие стопанства кои произведуваат храна, фитосейфот си го наоѓа решението и во интегралното, и во органското производство. Што е многу важно. Бидејќи во органско производство, кога дојдеше појава на пепелницата, зборевме дека сумпурот е дозволен према органски принципи, недозволен и така натаму. Тука се работи за една молекула која навистина делува. Значи, тоа е новината која делува на имунолошкиот дел на растението, ја јача она епидермалност, она отпорност и тука нема можност пепелницата и ботритисот да го извршат тоа што сега во овој период при врнежиот ош посебно го прават, а тоа е уништување на родот кој е само за можда 5 или 10 дена пред берба. Доколку имаме такви врнежи од дожд, нестабилно време кое го имаме оваа година, може слободно да кажеме дека губитокот може да биде голем, а фитосейфот тука може да постигне навистина добри резултати. Што е друго значање? Сега, пламеницата, гимноспорангиумот, кај крушката, или пламеницата кај доматите, фитофтората, или било која друга, кај краставиците и така натаму. Тој значајно е, и тоа заслужува респект и почит, и подцртување со црвено, дека е компатибилен со сите средства за заштита на растенијето. И во секое време, со добро одмер на средството, со квалитетно мешање и квалитетна апликација, фитосейфот се уклапа во тој цел програм на заштита, постигнувајќи го оној суштински имунолошки дел на секој растителен вид. Дали е тоа во штарството, дали е тоа во лозарството, дали е тоа во градинарството или цвекарството чак би рекле. Бидејќи ботритисот знае во цвеќето да направи таков ршум или пепелницата, каде што може да направи голема штета, доколку не се преземаат мерки. А тука фитосейфот навистина може да се ите како примени и да го даде оној суштински дел. Не сакам да ги замарам, воопшто да ве замарам, бидејќи овие прилози ги правиме на еден едноставен, сватлив и прифатлив начин. Ако почнеме да збориме како внатрешните шекери, протеините или другите сахаридни форми компатибилно делуваат, како делуваат на ојачување на тој дел на епидермалниот дел, тука тој замор нема да ви го дадеме, бидејќи таа висока стручност која е внатре вградена не е ни толку значајна отколку тоа што упатството и оние глобални работи кои ги даваме се и како важни за секој кој сака да го примене ова средство. Значи, со еден збор се работи за чист, 100% природен продукт. Тоа е новоста. Второ, значи 100% природен чине, нема никаква каренца, буквално кажано ден-два, дали ќе се бере грозјето, дали доматите или така натаму, тука воопшто не делува да каже некој стоп, не сме да прскаш со било кое средство, бидејќи каренцата е важна работа. Тука, бидејќи нема никакви токсични творби, тука слободно може фитосейфот да се користи. Уште поважно, 100% безбеден препарат, кој
може да се примени и пременувачот, апликаторот, производителот кој во пластениците го минува денот. Фитосейфот нема никакви штетни последици по здравјето кај луѓето, а уште помалку со апликативниот доз, за кој рековме дека е органско, дека е воопшто без опасност за здравјето кај луѓето или растенијата. И дозата, ако е нешто зголемена, тука никогаш не се појавува некакви фитотоксични ефекти. Бидејќи некој инсектицид, ако го примениме во некоја поголема доза или концентрација, може да се случи да ние имаме хаварија, ништење, изгорување на масата. Или пак, побратно, ако не се стави дозата, пак да нема резултати. Фитосейфот со тој одмер на средство што го рековме, значи ги дава оние точно прави резултати. И во тој период на презрење, за добивање на еден квалитативен целосен опфат, на 7 до 10 дена, последниот месец, третирањето во другите третмани, ако се стави фитосейфот, може само да имаме една добивка по однос на квалитативен имунолошко зрно или производ од градинарска, овоштарска или лозарска култура. Сега, што е многу важно за фитосейфот? Имаме нестабилни временски услови. Тој за само неколку часа по апликацијата, знаеме дека голем дел од препаратите, штом заврна дожд, праксата во заштитата, ние збориме најмалку 46 часа или 48 часа треба да поминаат да се тоа средство, било кој фунгицид или инсектицид, поприма, па да се постигне резултатот. Ако има врнежи од дожд, има лесни испирања и така натаму. Фитосейфот има карактеристика со доброто мешање, точниот одмер нормално, со апликацијата ние имаме на вистина за само неколку часа целосен влез на средството во самата физиолошка функција на растението, во самиот метаболизам, каде што тоа е веќе попримано и врнежите од дожд воопшто не делуваат на негово испирање или некакви економски издатоци, а дождот го однесол тоа што се случува кај многу лозари што мислат дека прскале, оно заврнало дожд, дождот направило испирање на средството, тој прскал и после тоа гледа дека има пламеница, дека има ред други болести, средството е криво и така натаму. Не, временските прилики и неприлики се такви што врнежите од дожд се навистина во еден необичен размер оваа година и градобитноста, што итекако допринесува за таквата состојба. И важното нешто, за оние реони каде што е имало град, со секоја од комбинациите употреба на фитосейфот итекако обусловува брза функционална зараснетост на клеточните повреди кои се, на сите оние трауми кои ги има доживеено растението и враќање на тој прав имунолошки дел на растението, што значи дека тој препарат го фактички рехабилитира растението и не дозволува инфективни процеси, што примерно сега при тие повреди од град, кај одредени асалски сорти, чим шекерноста се зголеми, тука имаме и голема можност за појава на ботритисот. Затоа што тој бара влезна врата. А фитосейфот и неговата примена тука обослабуваат имунолошкиот дел на самото зрно, на самото растение, да тоа ојача и да тоа за кратко време се рехабилитира и ние да имаме навистина еден добар резултат од употребата на оваа средство. Друго значајно, кое
мора да го спомнеме за овој период, бидејќи сме во една навистина специфична состојба во земјоделието, каде што имаме нестабилно време, каде што имаме утрински 34 температура, да поручате имаме наоблачување, врнежи од дожд, врнежи од град. Значи, со примената и на другите средства за заштита, бидејќи абсурдно би било да кажеме дека, пример сега за гроздовите молци за третата генерација, мора да се внимава во овој период. Фитосејфот обусловува на еден начин една фантастична компатибилност со инсектицидите, со било кој друг фунгицид, бидејќи сега за еската има некои нови моменти што треба да се оди со некои компоненти, фунгицидни компоненти. Тука фитосејфот не представува баш никаков проблем, бидејќи неговиот начин на делување си има своја специфика. Ние го него аплицираме, тој не влегува во некој друг механизам на делување, туку тој индивидуално се вклучува во физиологијата, во метаболизмот на растението и тука го постигнува својот ефект. Затоа нашата препорака е секогаш онаа суштинска, бидејќи произлегува од теренот. Фитосејфот во догледно време ќе биде средство кое секој ќе го посака да го применува и да види резултатите од него. Зошто? Затоа што тоа ќе обуслови оној зад на времето кој го имаме, кој ствара услови на болест. Фитосејфот обусловува појачување на биолошкиот, односно имунолошкиот дел на секој растителен вид, да нема напад од таквите болести, кои, за жал, од година на година се поприсутни поради нестабилното време. Затоа нашата препорака ќе биде фитосејфот, да секој производител го види, го проба и од тоа ќе види кои резултати ќе ги има со една стручна и права примена. А доколку има некоја нејаснотија, или сака некој да му го опишеме целиот механизам на делување, тоа несебично, без никаква надокнада ќе го направиме за секој земјоделски производител кој сака да применува препарати кои не се токсични, а кои делуваат високо позитивно за секоја одгледувана култура. На крај сме од овој агроспектар, погледнавме за фитосејфот, што ќе препорачаме за крај. Јас во овие наши емисии кои подолго време траат, сега се трудам да вградам нешто ново во моите лаборатории, да го уедноставам, да биде препознатливо и да биде применувано. Но, тука, она сила на политиката, сила на трговската сфера. Сега откупни пунктови има, најновото пред неколку дена. Откупни пунктови има каде што се врзани со некои хемиски индустрии, наместо да му дадат пари на производител што произвел, он вика, еве ти земи ѓубре и препарати. Он вика, јас тоа не го сакам. Ако не, ќе чекаш. Тој е должен за 3 дена после давање на производството да му го плати. А производителот што ќе прави со парите? Може му требат за свадба, може му требат за други неколности. Не. Тие пари, вика, се тук. Си ги земеш, ќе земеш 5 брејки ѓубре, ќе земеш препарат, на кој сега откупувачот со трговецот
провизија му дава и тука е земјоделскиот производител целосно уништен. И за тоа младите луѓе вика, јас нема да произведувам, па да видиме кому тој што ќе продава. Таквите ниски работи ние не треба да ги дискутираме во оваа наша емисија. Во нашата емисија ние треба да дадеме смерница како и на кој начин секој производител да ги почитува установите како што е подршната единица, да бара помош, кога треба да прска, со што треба да прска, кога треба да ѓубри, дали треба да ѓубри, да има анализа на почвата и да има економски оправдано производство со цена на чинење која одговара. И на тој начин тој ќе може да дискутира и за продажната цена. А тој прскал 8-9 пати, турил толку врејки ѓубре, а безобзирно. И сега, професоре, ми ја сите пари ги дадов за ѓубрето и за прскањата, вика. И за мене ништо нема да остане. Тоа е факт кој е присутен на теренот. И не се менува. Но и не само тоа што велите, она едукација која треба да ја има земјоделскиот производител. Тоа е далеку од она што го има еден производител во Холандија, каде што грижата за неговото производство, од семката која ќе земе до бербата, стручњак постои државен, кој се интересира да производството биде со најсолидно, квалитетно производство да биде и со најсолидна цена. И тука збориме дека тие работат на друг начин. Не, тие работат на вистинскиот начин. А кај нас, буквално ние немаме начин. Ние експериментираме. Ние немаме начин. И сега, струничко, еве сега да дадам само еден кратка слика за сега. За раната зелка се размислува, бидејќи тие денови беа добри, температурни сум исполнети, имавме со овие поплавите некои штети, но сега ќе дојде истиот период од сликан од минатата година. 1-2 дена ќе е 50-60 дена разделката, после ќе падне. И тоа со години се работи, а од друга страна цвета политиката и нивните престрелки што секој дневно буквално не замараат со нивните пронаоѓања на коруптивни, како корупција правил СДС, како правил корупција ВМРО, и тоа народот не го интересира. Он е избрал народ таму, пратеници и министри се, да дадат помош на државата, како производителот, граѓанинот кој гласал, да биде задоволен од сето тоа што он функционира. А како они функционират? Така, веќе е јасно. Благодарам, професор. Почитувани, ова беше уште едно издание на Агроспектар. Имајте пријатна вечер.